Во неделата, кога го одбележуваме денот на планетата Земја, утрово во Македонија наутро разговараме со Дарко Црвенковски од Програмата за развој на Обединетите нации. Дарко, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток на нашиот разговор, што конкретно работевте во изминатиот период под капата на глобалната иницијатива Климатско ветување? Значи, глобалната иницијатива Климатско ветување работи повеќе од 10 години во поддршка на земјите за остварување на целите кои ги имаат превземено од Парискиот договор. Главниот елемент на Парискиот договор се национално утврдените придонеси и ова е главната алатка која служи за утврдување на целите и активностите кои државите треба да ги превземат за намалување на стакленичките гасови, борбата со климатските промени. Една од главните цели која имаме во националните придонеси на Република Северна Македонија е тоа да е врската до 2030 година Македонија да ги намали за 51% емисиите од стакленички гасови компаративно со измерените стакленички гасови во 1990 година. Секторите во кои најмногу се работи, односно во кои имаме најмногу активности се индустријата, транспортот, енергетиката, земјоделието, шумарството и управувањето со отпад. UNDP, канцеларијата на UNDP во Македонија со поддршка од Министерството за животна средина и просторно планирање во 2015 година ги утврди првичните национално утврдени придонеси во државата. Во 2021 исто така со поддршка на UNDP истите беа ревидирани за денеска во 2026 да правиме втора ревизија на утврдените придонеси за климатски промени во Македонија. Најпрво започнавме со технички анализи на сето она што е остварено досега од овие придонеси и да ги мапираме секторите каде што треба да се преземат дополнителни активности. Во наредниот период ќе продолжиме да ги поддржуваме националните институции во меѓусекторската соработка и координација, се со цел за да може да ги усогласиме различните стратегии, различните цели кои ги имаат заинтересираните страни и сите тие да влезат во ревидираните национални придонеси. Дополнително на крај ќе обезбедиме и поддршка за националните институции во однос на градење на нивните капацитети. Меѓутоа ќе развиеме една алатка за известување и за репортирање на движењето на емисиите од стакленички гасови во државата. Она што го направивме дополнително, што не беше во претходните два процеси, е тоа да вклучиме и нови заинтересирани страни, а тоа се пред се приватниот сектор, младите и жените. Во тој дел најмногу се осврнавме кај приватниот сектор, најмногу се осврнавме на нови инвестиции, на иновации кои го носи деловниот свет. Сакавме да ги охрабриме младите да се вклучат во креирањето на климатски политики и сакавме да ги вклучиме жените пред се како двигатели на промените во сите општества. Споменавте дека партнерствата се многу важни во целата акција за составување документ со вклучени различни ставови за климатските промени со цел истите да се преточат во ревидирана верзија на национално утврдените придонеси, односно истите да станат дел од заложбите на земјата и да се имплементираат. Со кои целни групи работевте и кои беа заклучоците? Работевме имавме три столба на целните групи, значи младите, приватниот сектор и жените. Заедно со УНИЦЕФ, нашата партнерска организација, организиравме неколку консултативни средбини во повеќе градови во државата и преку консултации со младите дојдовме до одредени заклучоци кои ги ставивме во еден документ кој го нарековме Млади за климатска акција. Со приватниот сектор исто така имавме повеќе тренинзи и обуки, се со цел да воспоставиме на комуникација да го научиме приватниот сектор како може да придонесе кон воспоставувањето на климатските кон остварувањето на климатските цели на државата, пред се преку зелени инвестиции, енергетска ефикасност и користење на обновливи енергетски извори. Заклучокот од тие средби со приватниот сектор беше дека инвестициите во нова технологија и инвестициите во циркуларна економија не само што го намалуваат
јаглеродниот отпечаток на овие компании, туку придонесуваат кон нив раст, кон нив развој, зголемена ефикасност и пред се пат на трошоците за производство. Исто така работевме пред се со компании кои се водени од жени, сакавме да воспоставиме некој родов баланс, односно климатските промени влијаат исто така и на жените, сакавме жените да го зајакнеме учеството на жените во носењето на одлуки за климатските политики, во развивањето на нови зелени работни места, се со цел да имаме еден интегриран и родово сензибилен пристап кон климатските цели на држава. Дарко, младински климатски хабови, новитет кај нас, што е она што тие го работат и која е целта за нивното формирање? Младинските хабови се баш новитет кај нас. Тоа се во принцип простори каде што младите можат да се собираат, да научат нешто повеќе за климатските промени, да научат нешто повеќе за заштитата на животната средина. Во овие простори се одржуваат тренинзи, се одржуваат консултации, се одржуваат настани, ние ги гледаме како еден мост каде што младите можат да донесат некои своји иницијативи и заклучоци и истите понатаму да влезат во националните планови за клима или да развијат некоја иницијатива каде што со наша поддршка може да ја имплементираат на локално ниво. Преку иницијативата за климатско ветување отворени се два младински климатски хабови, едниот е во Скопје, другиот е во Охрид. И покрај младите, значи овие климатски хабови се достапни за невладините организации, каде што може да го користат тој простор за да организираат тренинзи, за да организираат некои иницијативи, се со цел да се подигне младинското учество во заштитата за животната средина и намалувањето на влијанието на климатските промени. Дарко, ви благодарам за разговорот, а кога сме кај младите, вклучувањето на младите во процесите на носење политики и одлуки е од клучно значење за ефикасно справување со климатските промени, поттикнување на одржливи решенија и обезбедување долгорочна иднина за сите. Утрово заедно со нас е Јанкица Соколич, која основачка на невладината организација Колектив Z. Јанкица, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Добро утро. Кажете ми на почеток, зошто е важно младинското учество во реализацијата на овој проект? Младинското учество е важно од многу аспекти. Често пати слушаме како младите се иднината, но каква е таа иднина доколку не се земани предвид нашите идеи, нашите грижи, нашите визии за иднината. Дополнително, како што Дарко спомна, младите се и идната работна сила. Од овој аспект, како очекуваме тие да продолжат со остварување на целите и на амбициите кои државата ги има, на кои државата си има обврзано, доколку тие не отсликуваат тоа што ние го имаме како визија и нашите идеи. Не е дека не постои младинско учество, има прогрес, особено во овие процеси, но сепак тоа е спорадично и не е институционализирано и тоа доведува тоа невозможува еден континуитет кој за овие процеси, како што се климатските политики, е особено важно. Па така се роди и идејата за првата конференција за клима за млади, која заедно со поддршка на повеќе организации, меѓу кои UNDP, ја организиравме претходната година, од која што произлезе национална младинска изјава, која заедно со уште стотина други на COP30, тоа е светската конференција за климатски промени на Обединетите нации во Бразил претходната година беше презентирана и планот е да се продолжи со оваа практика како еден практичен процес на вклучување на младите во климатските политики и на национално, но и на меѓународно ниво, бидејќи тоа не се изолирани системи. Токму така, Ангица, и за крај на нашиот разговор, која е пораката до младите поврзана со планетата Земја? На нас останува, така што ние колку ќе направиме, тоа ќе се рефлектира во иднината, така што да почнеме. Знам дека е тешко, но ете се отвараат канали по кои што можеме и треба да ги искористиме. Така, ви благодарам за разговорот.